И во 21 век жителите од долненското село Рилево мака мача да ги добијат основните услови за живот. Само 4 километри ги делат од цивилизацијата која што за нив изгледа толку многу далеко. Единствениот пат кој што ова населено место го поврзува со соседното Ропотово не е асфалтиран и е крајно уништен. За да се поминат овие 4 километри, потребно е возење од скоро 20 па можеби и повеќе минути. Општината ги лажи со децении дека ќе го изгради патот. Ниту пак сега аплицира со овој проект за парите кои што ги дава владата за овие проекти. Ниту лани, ниту годинава. Жителите се оставени сами на себе. Единствената шанса да се изгради овој пат ја гледаат директно во централната власт. Политичари, почитувани водачи, почитувани одговорни државни институции. Не бараме луксус ние во ова наше село. Ние бараме основна цивилизацијска придобивка. Значи, комуницирање со цивилизација. Бараме пат, кој што пат е планирано да се прави. Пред 25 години не е направен. Основното нешто кое што треба да го има секој жител на оваа држава, пристап до цивилизација, пристап до државни институции, пристап до здравствени институции и така натаму. Поради лошиот пат, такси возилата им барале и по 1500 денари за само 20 километри до Прилеп. Итната помош се случувало и да не дојде, а проблеми имала и противпожарната служба. Итната помош, ви кажувам, прашуваа прво колку години има човекот, што е, како е, па за да дојде, ако не дојде тие, прајчаме ние, се снаоѓаме тука со наши возила, носиме дали до Ропотово, ако не сретна попат, го преземаа пациентот на пат некаде, па го носа до Прилеп. Противпожарна единица не можеше да дојде прошлото лето, че изгореше цело село ради патот од 4 километри што е. Има и многу други села со помалку жители од нашето, па направено е и асфалт и верски објекти. Не сакам да ги споменувам селата, не сакам сите да биде убави, сите да изгледа убаво, да се врати животот во селото, али на овој начин без пат не можеш никого да го натераш да не може да си појди дома да дојде живеј тука. Моментално селото има 50 преостанати жители, а во летните месеци бројот на жители се искачува и до 100. Мештаните велат дека со изградба на асфалтен пат, бројот на жители и бројот на повратници, особено на постарите жители од Скопје, со сигурност ќе се зголемел.